Mi potfati tri ovčari, hajde tri ovčari, tri побратими. Македонско-шпанското културно здружение Сонце, здружение на македонците во Шпанија, организираше македонска вечер во Мадрид. Здружението функционира само една година и ова е прв ваков голем настан. Но генералниот секретар на здружението, Габриела Тоневска, вели дека импресиите се одлични, па иако се младо здружение, успеле да организираат успешна македонска вечер во која салата била полна до последно место. Сме едно ново формирано културно здружение, Македонско-шпанско културно здружение Сонце, тоа ни е името. Многу младо здружение, веќе само една година како функционираме тука. И ова ни беше прв концерт што решивме да го реализираме тука во Шпанија, во Мадрид, концерт на македонска музика. Насловот беше Македонската традиција бие во 7/8 такт. И да напоменам дека овој концерт беше целосно финансиран од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија и го спроведовме тука со поддршка на македонскава амбасада тука во Мадрид, кај нас. И така да се одржа во културниот центар Никола Салмерон тука во Мадрид. И навистина помина многу добро. Ние сме изненадени за тоа што самата сала имаше, можеше да собере 250 гости, се ја наполнивме и многу луѓе остана надвор зад врата затоа што не пуштаа повеќе луѓе да влезат. Имавме присуство на членови од дипломатскиот кор тука во Кралството Шпанија. Ни дојдоа беа поканети и дојдоа скоро сите амбасадори од балканските земји и од други земји тука од Европа исто така беа присутни. Ни дојде македонскава заедница тука што е во Мадрид и исто така имаше многу гости од Шпанија. Тоа беа наши пријатели и самиот настан затоа што беше ставен на веб страната на Општина Мадрид и тоа ни помогна исто така да биде многу добро, да има многу добра видливост тука во Мадрид, така да имавме многу шпанска публика тука што дојдоа, тоа беа гости шпанци што дојдоа да слушнат за тоа, за наша традиција, нашата музика и тоа не направи многу среќни навистина. Повеќе изведувачи настапуваа со традиционални македонски песни и евергрини, а се слушна и по некоја шпанска песна во чест на добрите домакини. Македонски уметници што учествуваа во концертот, имавме повеќе, сакам да ја спомнам тука Александра Поповска, еден од нашите најдобри вокали од Македонија, која што сега во моментов живее и работи во Холандија. Таа настапи заедно со еден пианист тука од Шпанија, Раул Сантана, затоа што тие заедно настапуваат. И после тоа ги имавме како други вокалисти Ангел Цветков со Елена Цветкова, беа придржувани од фамилијата Глушкови, Благој и Димитар Глушков, на Благој на пијано и син му Димитар Глушков на кахон во исто време. И така да се тоа, комбиниравме еден репертоар на традиционални македонски композиции и македонски евергрини, како например Чијаси, која беше многу добро изведена. И така да тоа навистина помина многу добро. Паралелно на тоа направивме една изложба, еден фотограф од тука Алваро Лагос направи композиции од македонски фотографии што во исто време ја прикажавме убавината, имавме можност на тој начин да ја прикажеме убавината на нашата земја
И во исто време благодарност упатувам и на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот затоа што ни обезбеди материјали за што ги поделивме на посетителите за да можат подобро да видат местава во Македонија што да посетат и како да посетат. Македонската заедница во Шпанија е мала, претежно стационирана во Мадрид, но ја има и во другите градови. Сдруженијето се обидува преку различни активности да ги собере сите македонци и заеднички да функционираат и делуваат. Членови, имаме некоја си група тука, некаде има околу, во контакт сме со некои 80-100 членови, што моментално комуницираме со нив, поголем дел се тука од Мадрид, меѓутоа има и од Барселона, и од Валенсија, од Аликанте, Малага, од другиве градови, меѓутоа најголемиот број се тука од Мадрид. И целта на тоа, значи моментално кога почнавме првиот проект што го направивме беше да воведеме часови по македонски јазик за децава. Тој не е проектот Учиме македонски во Шпанија, затоа што македонскава заедница тука е многу мала, меѓутоа сите се добро интегрирани во шпанскиот систем. И веќе имаме втора генерација на деца што се тоа на претежно одмешани бракови. Најголемиот проблем што го имаме е тоа што многу слабо го зборуваат македонскиот јазик и тоа ни беше предизвик за да можеме да го спроведеме тој проект. Тој проект ние го финансираме сами, работиме со волонтери, ни дадоа простор во Мадрид тука во една од библиотекиве, во градски тука што се во Мадрид и го тераме тој проект, а исто така благодарност до издавачката куќа Арс Ламина од Скопје, која што ни дадоа учебници, ни донира учебници, работни тетратки и работиме со тие деца. Значи се организираме кога ни дадоа простор во неделиве и ги држиме часовите со волонтери. За сега тоа го имаме само тука во Мадрид, но идејава ни е да можеме да го прошириме и на ниво на цела Шпанија, да ги опфатиме и македонската заедница што е надвор од Мадрид. Исто така сме вклучени во програмата на Еразмус Плюс, успеавме да се вклучиме. И визијата за воиднина е тоа, да можеме да ја одржуваме македонската традиција тука, да се дружиме со македонската заедница, да продолжиме со вакви реализации на концерти, тоа би било добро. Меѓутоа имаме значи идеи што ни се на нас тука као културно здружение е да можеме значи да ја прикажеме нашава земја тука во Шпанија. Македонската заедница е добро интегрирана во Шпанија и препознаена од луѓето таму, особено во градот Мадрид. Шпанците се љубопитни кога станува збор за Македонија и нашата култура, вели Габриела Тоневска, која веќе повеќе од една деценија живее во Шпанија. И се поголем е бројот на шпанци кои се заинтересирани да ја посетат Македонија. Навистина дека јас се сеќавам на почетокот, јас веќе живеам 16 години тука во Шпанија и се сеќавам дека на почетокот дури те прашува кај е тоа Македонија, сега веќе има многу интерес. Ти викаме, еве, значи, вративе од општина Мадрид, некако многу добро ни ги отворија и има интерес и затоа што сите македонци што се тука, како што кажав на почетокот, се добро интегрирани во шпанското општество, имаат многу пријатели со шпанци, значи сите ние се дружиме многу тука со шпанци и сега еве со тоа што има и директен лет Мадрид Скопје, тоа сето го овозможува многу и гледам дека значи има интерес и еве и овие промотивните материјали сега кога ги споделивме, значи видовме дека луѓе го прашуваат, имаат интерес многу за тоа, за нашава култура, за да ја посетат Македонија, цело време прашуваат како шо и концертот го прифатија многу добро. Целава таа музика многу ни се свиѓаше и мислам дека имаше многу добар фидбек тука.